Дистрибуцијата на огревните дрва за пензионерите, членови на Штипското здружение, годинава можеби ке задоцни, поради состојбата со коронавирусот, но и поради технички проблеми. Едниот проблем се временските прилики, бидејќи при врнежливо време патот до шумите во Берово, Делчево и Виница, од каде се набавуваат дрвата, е калив и непрооден, а најважен проблем се неколкуте дистрибутери. Од председателот на Здруженијето Ристе Нетков, МНЕТ дознава дека од пред 2 години, наместо директно од Македонски шуми, огревните дрва се дистрибуираат преку 4 за тоа овластени предпријатија. Она што представува проблем е доцнењето на доставата од страна на дистрибутерите до пензионерите, кои веќе ги имаат платено дрвата за оваа сезона. Па во некоја мерка може и така да се каже, бидејќи дистрибутерите пред неколку години се соочија со една новина, така да тие веќе се и дистрибутери и уплаќачи на дрва према Македонски шуми, за разлика од пред неколку години, кога начинот на уплата беше на друг начин регулиран. Ние сега дрвата односно средството директно ги уплаќаме на сметката на дистрибутерите, како за превозот, така и за огревните дрва. Па ставот на дистрибутерите е тоа дека може да се случи грешка по некој пат, бидејќи тие носат на многу места секојдневно, така да после 50 или 100 од кубик може некаде да се направи мала грешка. Имено, до пред 2 години, од февруари до септември, пензионерите во просториите на Здруженијето на 8 рати плаќале за количината дрва што ќе им биде потребна, пошто средствата биле префрлани на сметка на Македонски шуми, а до 1 октомври дрвата веќе биле доставени. Доколку се случувале одредени проблеми да не бидат навреме доставени дрвата, надлежните од Здруженијето заедно со Македонски шуми им помагале да најдат дрва преку друг доставувач или им ги враќале на пензионерите средствата од веќе уплатените рати. Со појавата на дистрибутерите, Македонски шуми немаат обврски спрема пензионерите. Значи, Македонски шуми во овој момент имаат обврска само со дистрибутерите, а према нас индиректно, доколку некаде настане проблем, тие се уклучуваат и го решаваме заеднички проблем. Иако досега околу 70% од 2200 кубика дрва се дистрибуирани, пензионерите реагирале за доцнењето, а Нетков додава дека се прават напори до 15 октомври, кога започнува грејната сезона, да се пронајде решение се што е платено и порачано да биде испорачано. Во спротивно, оние кои нема да добијат дрва преку Здруженијето на пензионерите, ќе добијат поврат на парите и ќе треба сами, односно повторно со помош од Здруженијето да се снаоѓаат и да обезбедат дрва за грејење. Тоа може да го сторат преку приватни, овластени од ресорното министерство дистрибутери. За жал, за тоа ќе мора да платат поскапо.